Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Денеска ќе имаме видео час по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за трето одделение. Јас сум оделенски наставник Емилија Златановска при Општинско основно училиште Кочо Рацин од Куманово. Денеска ќе учиме наставната содржина, именување и сочувување на графичка изработка знаме на Република Македонија. Кои се целите на овој час? Ученикот да се запознае со поимот компјутерска графика, да стекне основни сознанија за програмите за работа со компјутерска графика, да ги препознава алатките за цртање и боење, да ги користи алатките за создавање на едноставни цртежи, да се запознава и оспособува да именува и сочувува графичка изработка. Што е тоа компјутерска графика? Цртежи, слики, фотографии и анимации ги има насекаде околу нас. Тие го прават нашиот живот пошарен, поубав и повесел. Сликите кои се визуелно представени на компјутерскиот екран се викаат компјутерска графика. Графичкото представување најчесто подразбира комбинација од слика и текст. Програмите за цртање и графички дизајн спаѓаат во апликативен софтвер. Програми за компјутерска графика може да бидат програми за цртање во Paint, Corel Draw, Gcompris, програми за обработка на готови фотографии, програми за анимација, програми за 3D графика. Визуелните представувања може да бидат во облик на фотографии, цртежи, графички дизајн, како што ги гледате пред вашите екрани. Денеска ќе се запознаеме со програмата за цртање Paint. Paint е една од помошните програми од оперативниот систем. Оваа програмска алатка на корисникот му помага да нацрта едноставни цртежи. Paint вклучува и палета со бои, која му овозможува на корисникот да избере разни нијанси на бојата која сака да ја употребува. Како се активира програмата Paint? Со глувчето одиме во левиот долен агол во Search или Барај, потоа го внесуваме името на програмата Paint. Кога ќе ни ја понуди апликацијата Paint App, кликнуваме и отвараме апликацијата. Денеска ќе се запознаеме и научиме за алатките за цртање и боење во Paint. Како што може да видите на обележената слика, имаме алатки за цртање, боење, бришење, пишување. Алатки за цртање на геометриски форми и други форми кои ги има понудено. Алатки за дебелина на линии, палета со бои и белата работна површина која ни служи за работа во овој случај за цртањето. Знамето на Република Македонија составено од црвена позадина на која има златно сонце. Сонцето е со 8 сончеви краци кои се простираат од сончевиот диск со проширување до рабовите на знамето. Сончевите зраци се вкрстуваат по дијагонала, хоризонтала и вертикала. Центарот на сонцето се поклопува со точката во која се сечат дијагоналите на знамето. Еве како ќе изработиме графичка изработка на знаме во Paint. Како што може да видите, горе се обележани алатките кои ќе ги користиме за цртање. За цртежот на знамето ни се потребни правоаголник, круг и линија. Најпрви го цртаме правоаголникот, потоа кругот, кој го сместуваме во центарот на правоаголникот и линиите со кои ги цртуваме сончевите зраци. Откако сме го нацртале знамето, еве како изгледа, одиме, бираме палета на бои. Како се одбира палета на бои? Жолтата, кога ќе одбереме, кликнуваме на неја
ја земаме кантичката со боја, кликнуваме на сонцето и сончевите зраци и се бојат во жолта боја. Потоа, на ист начин, ја земаме црвената боја, кликнуваме на кантичката и се бои позадината на знамето со црвена боја. Откако сме го нацртале знамето, треба да знаеме како се именува и сочувува документ. Со глувчето се кликнува на менито файл, се отвора подмени и потоа се кликнува на наредбата Save As. Ја зачувуваме во овој случај како слика. Тогаш се отвара нов прозорец кој прашува под кое име сакаме да се сними документот. Во полето File Name се внесува името на документот и се кликнува на копчето Save за да го зачува. Сега на работната површина се забележува икона со ознака за документот. Сликата што е снимена има своја икона. Ако се кликне двојно на таа икона, тогаш може да се активира програмата Paint и со отворената слика да се доработува. Еве како изгледа графичката изработка на знамето во Paint што го нацртавме денеска на овој час ученици. Што научивме на овој час? За поимот компјутерска графика, како да ја користиме програмата за работа со компјутерска графика, како да ги користиме латките за цртање и боење за создавање на едноставен цртеж, како да изработиме графички цртеж во програмата Paint, како да именуваме и сочуваме графичка изработка. Задача за активност. Ученици, со помош на латките за цртање и боење во програмата Paint, нацртајте и обојте цртеж по своја замисла и идеја. Ученици, бидете креативни во своите графички изработки. Благодарам на вниманието и довидување.